денешниот предлог закон за игри на среќа кој го разгледуваме тука, неверојатно да беше годината 2023 и сегашниот вице-премиер Изет Меджити да беше опозиција, ќе излезеше на оваа говорница и ќе кажеше дека овој закон е смешен закон. Зошто? Затоа што токму сегашниот вице-премиер 2023 година изјавуваше дека растојанието од 500 метри за дислокација на коцкарниците и на облажувалниците е смешно и дека неговата партија ќе поднесе амандман за 3 километри. Еве, пошто сега Изет Меджити не поднесува, јас ќе најавам дека Левица ќе интервенира амандмански на овој закон и ние ќе поднесиме амандман, па се надевам дека ќе бидат прифатени како што ветувавте во опозиција, затоа што очигледно овој закон повторно е ретерирање пред и тоа како моќното коцкарско лоби кое владае со државава. Тука, освен во делот на растојанието, она што апсолутно е спорно е тоа што и со овој закон Македонија останува најлиберализиран пазар во доменот со игрите на среќа. Податоците кои многу пати беа кажани, беше кажано дека во минатата година дури 2,83 милиарди евра потрошиле македонските граѓани на коцка. Од овие речиси 3 милиарди, само 10% одат во буџетот на оваа држава, а останатите 90% одат во странски држави и пред се, да кажеме јасно, тоа е пред се Австрија, затоа што пред се коцкарскиот монопол во Македонија го држи токму австриската држава, како што го држи монополот и со струја, па ние и плаќаме најскапи сметки за струја, а нормално кајмакот го собираат австриците. Со овој предлог закон кој вие денес од владата го доставувате, има зголемување во делот на финансиските давачки за лиценците, тие чинам дека се дуплираат, што пак, еве, ако претходно одело 90% во странски држави, сега ќе одат 80% во странски држави, од 20% ќе одат во буџетот. И се тоа, пазите, значи, ние немаме храброст, барем во најмала рака да ги оданочиме оние кои профитираат од една ваква порозна и социјално деструктивна активност, ама и затоа и те како ги бркаме работниците кои пред 10 години можеби не платиле данок. Значи, таа е една типична десничарска власт која избегава да ги оданочи милионерите, ама затоа го тресе джебот на сиромашниот работник. Понатака, што е спорно во овој закон? Останува онлайн платформата за коцкање, да, државна е онлайн платформата за коцкање и таа најавувавте дека ќе укинете, од тоа што можев да најдам изјави беше дека конечно ќе бидат трнати онлайн коцките од телефоните на нашите деца и така натака. Јас морам да спомнам еден скандал, го објави медиумот Портал X. Во овој скандал беше објавено дека пред само месец дена известен карпошанец освоил 10,8 милиони евра на онлайн покер. 10,8 милиони евра во еден ден. Човекот погодил точно 178 пати на онлайн покер. Неверојатно Нострадамус да беше човеков, немаше да има ваква предвидливост. И сега што е тука моментот? Кога порталов бара одговори од директорот на Државна лотарија, Александар Климовски, кој го контролира серверот со државната видеолотарија, како е можно еден човек да заработи на игри на среќа во месец и пол 10,8 милиони евра, наместо одговор, овој директор се заканува со тужба за нарушување на угледот на Државната лотарија. Мене воопшто не ме изненадува што директорот Климовски се заканува со тужби на медиуми, затоа што, впрочем, тој беше на платен список на казино со Австрија. Токму директорот на сегашна на Државна лотарија, и мислам дека беше и советник на премиерот Мицкоски, има наплатено хонорар од 140.000 евра од казино со Австрија. Пазите, овој хонорар не беше во неговиот анкетен лист, и нормално антикорупцијска комисија нема отворена постапка, еве денес избравте уште еден послушник на Цвета Ристовски и чисто сумњам дека ќе отвори постапка за да се испита каков ваков износ од 140.000 евра, износ кој патен може би колку што целата негова вредност на анкетниот лист, не беше пријавен и очигледно може да се заклучи дека директорот на Државна лотарија сакал да скрие чии интереси тој ги брани и за кого работи, и тоа не е случај со казино со Австрија, која иначе е партнер на Државна видеолотарија.
со казино со Австрија се поврзуваше и таткото на супругата на актуелниот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој беше и правен застапник на казино со Австрија. И впрочем, гледаме и затоа ние мислам дека во 2023 година австрискиот амбасадор бурно и тоа како реагираше, што беше еден дипломатски скандал, друга држава да се меша во законската регулатива на една, ако сме ние, суверена држава, но јасно е зашто и тогаш реагираше австрискиот амбасадор, затоа што и тоа како тука се преплетуваат интересите на австриските милиардери, на австриските бизнисмени кои го собираат кајмакот од сиромаштијата на овој народ. И која ќе се надоврзам кој најмногу профитира, тука е и фирмата Новоматик, повторна австријска фирма, чинам дека 80% од бизнисот со казина во Македонија е во собственост на Новоматик. За ова фирма многу се има пишувано, еве јас ќе дозволете да прочитам, уште во 2015 година Bloomberg пишува дека казината во Парагвај, Перу и Јужна Африка, земји каде Новоматик делува, беа одбележани од страна на САД како канали за перење пари од страна на криминалните шефови и бароните на дрогата. Значи, ние можеме да констатираме дека преку овие казина пред све се пере црниот кеш и има и едно општо правило, секој барем малце кој работел во делот на финансиско разузнавање знае дека колку е поголем бројот на казина и коцкарници во една држава, толку е повисок организираниот криминал во таа држава. Очигледно со оваа тенденција на казина која ние имаме, Македонија е рај за организираниот криминал и меѓу другото затоа вие не можете да ги ограничите и да ги затворите казината, затоа што вашите бизнисмени, затоа што вашите криминални пари мора некако да ги сперите преку овие казина. И морам да кажам дека со Новоматик се поврзуваше еден познат еврокомесар, тоа е Јоханес Хан, кој многу добро го знаеме, кој тука нас ни држеше пораки како треба на балкански начин да го решиме проблемот со името, затоа што токму тие странски наместници кои нас тука ни држат лекции за западни вредности, токму тие се тука кои профитираат од сиромаштијата на овој народ. И ќе завршам со најнова вест која се поврзува со Новоматика, тоа е дека австриското обвинителство, мислам дека беше минатата година, иницира истрага против оваа фирма поради сомнеши дека вршела подкуп и влијание при добивање на коцкарски лиценци врз австријски политичари. Значи, ако Новоматик успеала да ги подкупи австријските политичари, може да претпоставиме што име како влијание имат врз политичарите тука, па можеби, не знам, можеби некои владини министри поседуваат и пентахауси по Виена, затоа што ние гледаме дека директно имаме и роднина на министер во актуелната влада, кој е бил правен застапник на казино со Австрија. Ќе завршам со тоа дека за жал овој закон кој продолжува да го штити коцкарското лоби и со овој закон повторно Македонија ќе остане најлиберализирана држава во однос на игрите со среќа. Левица ќе интервенира амандмански. Ние го понудивме веќе моделот на Словенија, која има еден рестриктивен систем, каде лиценците се третираат како концесии, каде казината се ограничени само во пограничните ресорти и во туристичките ресорти, затоа што сметаме дека со ваквата тенденција која ја градиме ние тука, сета наша младина ќе се иселува во држави како Словенија, а ние овдека ќе останеме последната дупка на Балканот каде само криминалците ќе го перат црниот кеш.